Најави за денешните настани. Граѓаните не веруваат дека ќе се намалат трошоците за храна. Доделени медалите на најуспешните млади информатичари на 31-та Балканска олимпијада. Се преземаат безбедносни мерки во Охрид за посетата на унгарскиот премиер Виктор Орбан. Седумнаесетта меѓународна научна конференција за услужен сектор во организација на Факултетот за туризам и угостителство Охрид. Зеленски се потпиша на една од гранатите во фабриката за оружје во Пенсилванија. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со сончеви периоди и максимална дневна температура од 22 степени Целзиусови. Во четврток над Северно море ќе се наоѓа центар на поле на низок воздушен притисок кој што во западна, централна и северна Европа ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Локално се очекуваат и пообилни врнежи од дожд. Во останатите предели од стариот континент ќе превладува стабилно и топло време со сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во крајните северни предели зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 22 до 30 степени. Во Македонија во четврток ќе превладува претежно сончево и топло време со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Ќе дува до умерен слаб ветер од променлив правец. Утринските температури ќе се движат во интервал од 7 до 16 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 21 до 31 степен. УВ индексот ќе има вредност 5. Во Охрид во четврток ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен западен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Минималната температура од 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 24 степени. Во Охрид во петок и сабота ќе превладува сончево и многу топло време. Минималната температура од 10, односно 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 25, односно до 26 степени. Во недела претежно сончево време со појава на локална облачност и посвежо спад на температурите. Во попладневните часови нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Утринската температура од 12 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект
кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Граѓаните не веруваат дека ќе се намалат трошоците за храна. Трговците на пазарите велат не им се исплати да ги намалат цените. Есенската потрошувачка кошнича стапи на сила, но на Охридскиот пазар нема забележително намалување на цените. Стапи на сила акцијската кошничка. Треба да бидат намалени 73 основни прехранбени производи, зеленчук и овошје. На Охридскиот пазар денес малку раздвижено. Граѓаните велат не забележаа намалување на цените. За нив зеленчукот и овошјето се скапи. Велат повеќето годинава избегнуваат подготовка на зимница. Не веруваат дека со овие мерки ќе им се намалат трошоците за храна и дека ќе им се подобри куповната моќ. Јас лично не верувам, пошто секоја цена со искуство наназад години не се вратила на старата цена, како што било, никош не ги вратили и овај пат не верувам дека ќе ги вратат. Очекуваме, да. А ќе правите ли зимница? Скапа ли ќе биде годинава зимницата? Јас направив вчера, па сега А дојде скапо? дојде, вистински дојде. За скапо е, ама колку што имаме финансии ќе направиме. За намалување не ми се веруваат. Сега за цените дали ќе се намалуваат? Чисто се сомневам баш. Во тоа што пазарот е и цените се движат спрема потрошувачката. На трговците ќе му се исплатили да ги намалат цените за 10%? На трговците тешко. Кој не сакат да имат подебел джеп? Трговците велат нема да им се исплати да ги намалат цените, бидејќи на земјоделците не им се исплатува да спуштат цена, поради тоа што им се високи трошоците. Ама што да спуштаме 25 динара, бостан продаваме. Коромет 30 динара, што да пуштиш? Без пари ќе работиш? Почитувам, ама зависи маркетите огън. Вчера бев се покачени, бъдејќи на малат, а денеска кој зна колко, секој ден сум по маркетите. Ги креват, бъдејќи на малат, а нема шанса да ги намалат. А ќе имате ли есап да ги продавате по пониска Не, цена? ништо. Еве и карпузот. Бадила ова лето. Нема сезона саглам да продаваш, да има цена. Мислам дека не. Дека нема да се напале. Нешто ради да се замачкат очи, иначе не.
нема да ми се исплати. Као овде на пазар, не може земјоделецот што произведуваат пиперки да му нареди некој толку, а имат на пример тој го кошта цената колку што со ѓубрива, со наводнување, со едно друго и да дават цена пониска. Не може тоа. Есенската потрошувачка кошничка според владата треба да донесе стабилизирање на цените на прехранбените производи. Македонија и Охрид домаќини на 31-та Балканска олимпијада по информатика, на која учествуваат стотина информатичари од 15 земји од поширокиот балкански регион. Сдруженијето на информатичари на Македонија успешно го организира надпреварот и воено ги запозна учесниците со убавините на нашата земја. Млади информатичари од 15 земји деновиве во Охрид се надпреваруваат на 31-та Балканска олимпијада по информатика. Олимпијадата, чиј домајќин годинава е Македонија, е надпревар во програмирање за средношколци од регионот на Југоисточна Европа. Златниот медал го освои Даниел Којнов, ученик во гимназија во Шумен, Република Бугарија. Информатиката е многу красива. Информатиката е многу убава наука. Започнав да изучувам кога бев 5-ти клас и од тогаш се влюбив во неа и продолжувам до ден денес. Освојувањето на златниот медал за мене е еден голем успех. Поважно за мене е тоа што го имаме ова издание каде можеме да се собереме со многу пријатели од други држави да бидеме заедно. Многу сум задоволен. Организатор на надпреварот е Сдруженијето на информатичари на Македонија. Новите генерации информатичари на овие олимпијади се мрежуваат и разменуваат искуства од сферата на информатиката и иновациите, но и се дружат и се запознаваат со различните култури на земјите учеснички, вели Миле Јованов, председател на Сдруженијето и професор на финки. Овие настани, ваквата олимпијада, практично овозможува да се промовира науката се повеќе и повеќе, односно областа, информатичката област, и тоа е целта практично. Ние сакаме тука преку собирање на најдобрите ученици и од Македонија и од сите други земји да дадеме позитивен пример на сите други наши ученици кои да се заинтересираат во областа, да работат и да постигнат врвни резултати. Дамјан Давков од Штип, кој е ученик во математичко-информатичката гимназија во Скопје, го освои сребрениот медал за Македонија. Тоа е силно одличие за државата, вели професор Јованов. И ние успеваме да се носиме рамо до рамо со другите држави. Секогаш фаворити се, да речеме, ученици од Бугарија, од Романија, кои што имаат уште подолга традиција на надпреварување, меѓутоа сакам да верувам и сакам да кажам дека најчесто сме барем во првата половина по квалитет од сите овие балкански држави. Информатиката е се поатрактивна за младите. Скоро 2/3 од полуматурантите одбираат да го продолжат образованието во стручни средни училишта. Финки пак секоја година бележи пораст на бројот на запишани студенти. Генерално, затоа што навистина информатиката веќе е навлезена со години во сите пори на општеството, сите процеси се заменуваат практично со поинакви процеси кои што се потпомогнати или комплетно организирани со помош на технологијата, на интернетот и така натаму. Значи, има што да се прави, има можно да се направат многу иновации, може многу да се напредува, може да се направи реално продукт кој што ќе биде светски познат и признат и може дури и многу да се заработи во оваа област. Развивањето на талентот на учениците не смее да биде само на приватни иницијативи како што е организацијата на оваа олимпијада, вели професор Јованов. Туку неопходна е институционална поддршка, системско решение и финансиска помош од државата. Со цел безбедно и непречено одвивање на предвидените активности по повод престојната посета на унгарскиот премиер Виктор Орбан и неговата делегација на Охрид, секторот за внатрешни работи Охрид ги превзема сите неопходни безбедносни мерки и активности. Полициските службеници од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај веќе денеска вршат контакти со граѓаните и посебно на потегот на булеварот Туристичка, булеварот Македонски просветители, делот регионалниот пат Охрид Свети Наум, како и на делот магистралниот пат Кичево Охрид, ги предупредуваат граѓаните да ги
отстранат своите патнички и други моторни возила со цел утре да имаме непречено движење по оваа траса. Овие мерки се преземаат не само на овој потек, туку и во централното градско подрачје и се разбира кон туристичкиот комплекс Свети Наум, каде секако дека ќе има движења. На овие патни правци кои што ги споменав, во текот на денешниот ден ќе биде и утрешниот, се разбира, ќе биде забрането паркирање, но движењето ќе биде ограничено само во онај момент кога ќе доаѓаат возилата под придружба. Тогаш ќе имаме привремен застој на редовниот сообраќај и се разбира после поминувањето на возилата под придружба ќе биде пуштен редовниот сообраќај. Од тука ги замолувам и апелираме до граѓаните да имаат разбирање за тој краток период кога ќе имаме привремен застој во редовниот сообраќај и да придонесеме на тој начин да се покажеме како добри домаќини и се разбира редот да биде во сообраќајот онака како што сите посакуваме. 17-та меѓународна научна конференција за услужен сектор, која ја организира Факултетот за туризам и угостителство, ќе се одржи на 26 и 27 септември во Охрид. Фокусот ќе биде ставен на интердисциплинарната соработка, вмрежување и ширење на практични решенија. На конференцијата ќе учествуваат повеќе од 60 експерти од 20 научни и професионални институции од 11 различни земји, информираат од организацијскиот одбор. Оваа конференција обезбедува платформа за глобалните истражувачи, академци и индустријски професионалци да споделат врвни сознанија, да покажат иновативни идеи и да се справат со предизвиците од реалниот свет, со кои се соочува услужниот сектор. Овој настан има за цел да ги поттикне иновациите, соработката и размената на знаење во рамките на динамичниот домен на услужната индустрија, не само во нашата земја, туку и на глобално ниво, велат од Факултетот за туризам и угостителство. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Председателот Володомир Зеленски се потпиша на една од гранатите при посетата на фабриката за муниција во Пенсилванија, каде што со голема динамика се произведуваат илјадници артилериски гранати од 155 мм наменети за украинската војска. Фабриката за муниција беше првата станица на Зеленски во еднонеделната посета на Соединетите Американски држави. Во говорот на состанокот на Советот за безбедност на Обединетите нации, Зеленски рече дека неговата земја ќе излезе како победник од војната. Еден ден во оваа сала со сигурност ќе се каже дека војната на Русија против Украина е завршена, рече Зеленски, меѓу другото и додаде. И тоа ќе се случи не само затоа што некој е уморен од војната, не затоа што некој разменил нешто со Путин. Војната на Русија против Украина ќе заврши бидејќи повелбата на Обединетите нации ќе функционира. Мора да функционира. Нашето украинско право на самоодбрана ќе победи, рече Зеленски. Ракетните сили на Народно-ослободителната војска на Кина успешно лансирале интерконтинентална балистичка ракета со лажна боева глава која паднала во Тихиот океан. Ова е прв ваков тест од 1980 година, иако Кинеското Министерство за национална одбрана изјавило дека лансирањето било рутинско и дел од годишен тренинг. Во соопштението на Кинеското Министерство за одбрана било наведено дека со лансирањето биле тестирани перформансите на оружјето и ефективноста на воената обука и дека истата ги постигнала саканите цели. Во соопштението исто така било наведено дека лансирањето било во согласност со меѓународното право и не било насочено против ниту една земја или цел и дека однапред биле известени сите држави кои би можеле да бидат загрижени. Кина вообичаено нуклеарното оружје го тестира на своја територија и ова е прв пат од 1980 година да лансира интерконтинентална балистичка ракета во меѓународни води. Доналд Трамп изјавил дека е соочен со големи закани по неговиот живот од страна на Иран. Официјални лица на разузнавачката служба на САД го предупредиле републиканскиот кандидат за председател за реални и специфични закани од Иран. Поранешниот председател на САД на својата социјална мрежа Truth Social напишал дека американската војска прати и чека. Иран веќе направи некои потези кои не успеа, но ќе се обиде повторно, рекол Трамп, додавајќи дека е обкружен со повеќе луѓе, пиштоли и оружје
оружје од кога било досега. Минатиот месец Трамп го обвини Иран за хакирање на неговата кампања, а неговиот тим тврдеше дека иранската влада крадела и дистрибуирала чувствителни интерни документи без да обезбеди докази. Обвинувањата дојдоа откако Microsoft издаде извештај со детали за странски обиди за мешање во изборната кампања во САД. Убиени 125 крокодили на фарма за крокодили во Тајланд, поради опасност дека ќе избегаат при поплавите кои ја зафатија земјата и ќе го загрозат населението и добитокот. Собственикот на фармата за крокодили изјавил дека ѕидовите на фармата ослабнале од силните дождови и поплавите и морале да ги убијат крокодилите кои ги одгледувале 17 години. Тој бил принуден на ваков чекор бидејќи побарал од властите да ги смести сијамските крокодили во привремено засолниште додека поплавите не се смират, но неговото барање било одбиено бидејќи животните биле преголеми. Сијамскиот крокодил, кој е ендемичен вид во Југоисточна Азија, може да порасне до 3 метри и е многу загрозен во дивината. Фармите за крокодили не се невообичаени за овој дел од Азија и се одгледуваат за продажба на нивната кожа и месо, за што фармерите заработуваат вистинско богатство. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!